Најголем ризик од развој на неповратни проблеми е веднаш по поставување на дијагнозата, вели доктор Корбој. И покрај тоа, некои лица со мултипла склероза и нивните лекари предпочитаат да започнат со третман со лекови кои се послаби и имаат помалку несакани ефекти. Тој го пропишува ова како културната склоност да се чека и да се види како ќе напредуваат работите. Пристап кој може да биде штетен за оние со мултипла склероза. Студија, објавена во јануари 2019 година во JAMA, покажа дека кај лицата со релапсно ремитентна МС, почетниот третман со високо ефикасни терапии за модифицирање на болеста бил поврзан со помал ризик од преминување во секундарно прогресивна МС во споредба со лица кои започнале со лекови со пониска ефикасност, како на пример интерферони. Постои богатство на опции и речиси секогаш можеме да најдеме лек кој одговара на начинот на живот на пациентот и со профил на несакани ефекти кој е поднослив, вели доктор Абате Марков.